Градежниците загрижени се преполовил бројот на издадени одобренија за градба. Алармират, доколку не се продолжи рокот за повластена стапка од 5% за ДДВ при прва продажба на станови до 2023 година, ќе се покачат цените на становите, ќе отпуштаат работници, а ќе паѓаат и приходите во буџетот. Податоците покажуваат дека во март годинава се издадени 45% помалку одобренија за градба во однос на истиот месец лани, што укажува на намалување на инвестиции во градежниот сектор. Председателот на комората Ивица Екимовски побара да се откочат процесите. Како пречки за намалените инвестиции во градежништвото, тој ги посочи непочитувањето на посочениот временски рок за издавање дозволи, неизвестноста дали ќе биде продолжена мерката за повластена даночна стапка, како и мораториумот за градење, што го вовеле одредени општини. Градежниот сектор дополнително предвижува уште 26 дополнителни гранки и дека е двигател на секоја економија, поголема, факт е дека е двигател на нашата економија. Будејќи се од фактот дека од вкупниот број на вработени во Република Македонија до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Од вкупниот бруто домашен производ до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Подпредседателот на комората Зоран Азманов апелираше владата што побрзо да ја донесе одлуката за продолжување на рокот за повластена стапка од 5%. Тоа значи дека и прометот на градежните материјали, кои носат исто така 18% ДДВ, ќе се намали. Значи, приходите во буџетот целосно, со тоа што ќе се намали прометот во градежништвото, ќе се намалат и со тоа мислам дека и приходите во буџетот значително ќе бидат намалени. Градежништвото дефинитивно ќе трпи големи последици, заради тоа ќе има отпуштање и на работници, тоа значи намалување на придонеси, намалување на персонален данок, значи дополнително намалување на приходи во буџетот од персонален данок и од придонеси. Исто така и намалена данок на добивка, која е значителна во моментот, значи од сите страни ќе настане едно намалување на сите придонеси и сите буџетски извори ќе се намалат од страната на градежништвото. Тој потенцира дека доколку се качи данокот на додадена вредност, тоа со сигурност ќе значи дека ќе пораснат цените на становите, што пак ќе ги избрка младите брачни парови од земјава.